Со свирката на зурлата и бувањето на тапанот, македонците од Голобрдо го прославуваат Свети Илија години наназад, но годинава за прв пат во село Гиноец во присуство на официјален представник од Македонија. На покана на Друштвото Мир на осветувањето на возобновената црква Свети Илија и министерката за надворешни работи Илинка Митрева. Повозрастните меѓу вас кажуваат дека на ова место стоела стара црква Свети Илија, каде што со децении се случуваат големи народни собири не само на македонците од Голобрдо, туку и од цела Албанија. Традицијата продолжува и денес, рече министерката за надворешни работи Митрева пред околу 200 до 300 жители на Голобрдо и на околните села. Изградбата на овој храм содржи во себе силна порака: заедништво, каде и да сме, не прави посилни. Заедно да се крепиме кога ни е тешко, заедно да ја споделуваме радоста кога славиме. Помошта за македонците кои живеат во Голобрдо без разлика на верската припадност и изградбата на оваа црква е од самиот народ и жителите на Голобрдо, кои себе си се нарекуваат македонци, од своите браќа македонци од Канада и од Швајцарија, како и од Република Македонија. Одбележувањето на Свети Илија министерката за надворешни работи Митрева го искористи и на тука присутните да им порача дека македонската влада прави напори за поврзување на граничниот премин Стејње до Корча, каде што со своја инвестиција ќе се вклучи и владата, а на делот на Голобрдо е договорено отварање на граничен премин Тедебиште-Джепчиште. Се разговара и за енергетско високонапонско поврзување кај земјак и Бурели, што ќе значи подобро снабдување со електрична енергија на населението од оваа страна на границата. Обврски неопходно се мнозинството да се грижи за малцинството, да му ја гарантира посебноста културата, да му возможи образование на мајчин јазик. Истакна Митрева во обраќањето. Македонија многу направи на планот на остварување на правата на етничките заедници, нивното образование и интегрирање во нашето општество како влог за стабилна, просперитетна и европска Македонија.